Почитувани медиуми, почитувани граѓани, денеска сме должни да ја кажеме вистината. Синдикатот не напаѓа дека кога бевме опозиција, сме ги поддржувале на протестите, а сега наводно тоа не било случај. Точно е, кога тие протестираа од 2020 до 2024 година, ние излеговме пред собранието, пред Министерството за финансии. Како што можете да видите на фотографиите, остварувавме бројни средби и кога бевме во опозиција, а особено тие средби се интензивираа откако ја превземавме власта. Ги поддржувавме и заедно спречивме многу штетни политики кои сакаше да ги имплементира тогашната власт. Го критикувавме тогашниот криминален систем на СДСМ и ДУИ, затоа што не ги почитуваше колективните договори и затоа што платите доцнеа со месеци. Но ајде да ја поставиме суштинската разлика. Тогашното барање на ССМ беше линеарно зголемување од 2806 денари повработен во јавниот сектор, што можете да го видите од амандманот кој што беше изготвен од нив, а поддржан од наша страна. Истовремено може да се види како на официјалната веб страна на ССМ тие дури и јавно ни се заблагодаруваат на нас, неколкумина, кои тогаш застанавме рамо до рамо со нив. Денес, 2 години откако ја водиме државата, фактите се следни. Во општините раководени од градоначалниците на ВМРО ДПМН, платите се зголемени во просек за околу 5000 денари повработен. Вработените во образованието добија колективен договор со кој тие во основното и средното образование ќе имаат од 46 до 60% повисоки примања во рок од 4 години. Вработените во високото образование добија покачување за минимум 14%. Здравствените работници ќе добијат од 40 до 50% повисоки плати во еден мандат со склучениот колективен договор од оваа влада. Полициските службеници добијат 10% зголемување. Социјалните работници добија 20% повисоки плати, вработените во Генералниот секретаријат и службата за општи и заеднички работи добија 30% зголемување преку посебни колективни договори, околу 11.000 вработени во администрацијата, судовите и обвинителствата, се офатени со историски договор кој гарантира покачување на платите за 40% за 2 години и 3 месеци, кој трае до 2028 година. Испочитувани се во целост сите колективни договори кои претходната власт ги игнорираше во одбраната, културата и други институции. Платите денес се исплаќаат редовно, без доценење со месеци како што беше во времето на СДСМ и ДУИ. Сите овие зголемувања на платите се многу поголеми од тоа зголемување што тогаш го бараше ССМ, а уште поважно, до крајот на мандатот ќе го надмине целосно барањето кое што сега го има Трендафилов. Сега прашањето е многу едноставно. Ако тогаш барањето беше 2806 денари, а денес зголемувањата се значително поголеми од тоа, каде е проблемот? Вистината е следна. Ние како опозиција поддржувавме борба за повисоки плати затоа што имаше неправда. Денес како власт ние не ветуваме на улица, ние реализираме преку договори, проценти и подпишани колективни спогодби. За овие 2 години владата склучи договори с големи плати и воспостави системска рамка до 2028 година. Воедно да подсетиме на тоа дека инфлацијата значително ја намаливме од оние двоцифрени стапки кои беа во периодот од претходно. Во исто време, од страна на раководството на ССМ нема ниту еден нов договор со кој тие самостојно избориле зголемување. Нема ниту една конкретна победа известувана преку преговори. Работниците заслужуваат синдикален лидер кој ќе седи на маса и ќе договара проценти, рокови и гаранции. Во моментов начело на ССМ е човек кој се обидува да гради политичка кариера преку конфронтација во име на трудот на работниците. Да бидам јасен, ние не бегаме од диалог. Ние не бегаме од разговор за минимална плата, но минималната плата мора да се договара институционално во економско-социјалниот совет помеѓу работодавачите и синдикатите со владата како посредник. Решението мора да биде одржливо за сите инволвирани, за работниците, за работодавачите, за буџетот, за економијата во целост. Популизам со говори е лесен. Потпишан договор што вази 4 години значи сериозен пристап, предвидливост и одговорност кон сите чинители. Владата како работодавач ќе продолжи со системски зголемувања на платите, но и почитување на склучените колективни договори. Денешната блокада нема да ја спречи владата да продолжи со заложбата за раст на платите. Напротив,
ние ќе продолжиме да работиме на поголем економски раст од досегашниот, кој ќе овозможи зголемување на сите плати во државата, а не само на минималната. Почитувани, работниците не се и никогаш нема да дозволат да бидат средство за политички пресметки. Тоа се сериозни луѓе кои ги извршуваат своите работни обврски, а бараат сигурност, плата на време и договор што важи. Ви благодарам.